Здрав начин на живот, лекување од одредени заболувања и превенција во емисијата Здравје на Радио Слободна Македонија. Во понеделник и петок. Вклучете се на 3131 332 или поставете прашање на мејл адресата zdravje@rsma.mk. Не пропуштајте. Контактна емисија Здравје на Радио Слободна Македонија. Добро утро, почитувани слушатели, јас сум Александар Динев, а вие слушате емисијата Здравје на Радио Слободна Македонија. Во денешното издание на Здравје, мој соговорник е доктор Татјана Баевска-Вучковиќ, директор на Здравствен дом Скопје. Доктор Баевска-Вучковиќ, добро дојдовте и во ова издание, односно и во оваа сезона на Здравје. Благодарам на поканата, добро утро до вас и до слушателите на Радио Слободна Македонија. Вие раководите со јавната здравствена установа Здравствен дом Скопје. Што се содржи? Значи, кои поликлиники, колку амбуланти, колку вработени има оваа институција здравствена? Здравствен дом Скопје представува јавна здравствена установа која што возможува 24 часовна здравствена заштита за граѓаните на град Скопје и околните населени места на ниво на примарна, превентивна здравствена заштита, итната медицинска помош со домашно лекување и дежурните пунктови и специјалистичко консултативната здравствена заштита. На некој начин сме база и филтер, база во однос на делот примарната, каде што имаме единствени служби, тоа е во делот на превентивата, а секундарната представува филтер и чувар на портите на терциерното ниво, согласно установената патека на пациентот на примарно, секундарно и терциерно ниво. Така, кога сме кај функционирањето на Здравствен дом Скопје, колку специјалности, дали ги има сите специјалности во склоп на ова јавна здравствена установа, еве конкретно во една поликлиника, што се е направено за да се подобри квалитетот и здравствените услуги да се доближат до пациентите? Токму така, не го дополнив одговорот на првото прашање, значи вкупно се 9 поликлиники и 2 заводи, каде што се дава дејност на секундарно ниво, инаку вкупно 58 објекти опфаќа установата, значи тоа е во град Скопје и околните населени места, а сите овие дејности и услуги ги даваат 1160 вработени. Представува најголема јавна здравствена установа со многу дисперзирани објекти. Инаку целта што е стратегијата наша е со следење на потребите на заедницата, доближување на здравствените услуги према местото на живење, бидејќи на тој начин сметаме дека секој наш корисник е задоволен најблиску до своето место на живење, без разлика на возраста може да ги добие услугите од примарна и од секундарна здравствена заштита. Она што, како што кажав и претходно, значи патеката од примарно, секундарно и терциерно ниво е многу важна, бидејќи пред се специјалистички услуги доближуваме, значи од секундарното ниво блиску до граѓанинот, а на друг начин, значи тоа е бенефитот за корисникот на нашата услуга, меѓутоа бенефитот и општо во системот, во интегрираниот здравствен систем, бидејќи го растаретуваме терциерното ниво, правиме заштеда и рационализација во целиот систем. И на тој начин едноставно ресурсите максимално се искористуваат, а во однос на она што не се зголемува обемот на работа со вклучување, значи на нови кабинети, нови дејности, секако допринесува да можеме да вложуваме и да се развиваме, бидејќи следењето на трендовите во медицината постојано е потребно, медицината е нели природна материја. Во сите поликлиники, значи ги има базичните оние што се гранки од секундарното ниво, меѓутоа има одредени поликлиники кои што ги имаат сите специјалистички дејности. Тоа е така поставено бидејќи согласно објектите и распоредот, значи не може во секоја поликлиника да ги има сите специјалистички дејности. Изминатите 3 години работиме сериозно на зајакнување на дисталните поликлиники кои што се најоделечени од централното градско подрачје, од клиничкиот центар, Драчево, Ченто и Ѓорче. Бидејќи голем број на граѓани гравитираат околу овие поликлиники и согласно тоа, значи еве како пример ќе го кажам Драчево, за само 3 години 8 специјалистички служби профункционираа и навистина сите тие услуги се доближени према местото на живење. Предходно сите тие граѓани патуваа до Јане Сандански, сега на вистина во делот каде што им е матичниот доктор, тој ги упатува на секундарно ниво и едноставно комплетно се обработени.
Така, неодамна на една пресконференција изнесовте на вистина импозантен податок дека 90% од пациентите кои имаат здравствена потреба, односно потреба од лекар, завршуваат во поликлиниките и во амбулантите на здравствено Скопје, а само 10% понатаму се упатуваат на клиниките или во останатите болници на секундарно ниво. Зборувам за градската општа болница 8 септември Точно. и старата градска болница. Како дојдовте до овој податок? Односно до оваа бројка од 90% од пациентите да бидат третирани тука? Знаете како, за да имате една целина во медицината и во установите, потребни ви се простор, опрема и кадар. Значи сите тие три поединечни делови кои ќе ги споите во едно цело, го добивате резултатот. Како што кажав и претходно, значи, зајакнувањето на капацитетите. Само за 3 години имаме 18 нови кабинети отворени. Со превземањето на специјалисти од ПЗУ во ЈЗУ, значи се зајакна втората смена во сите поликлиники и дополнително отварањето нови 18 нови кабинети. Влеговме во програмата на Министерството за здравство за обуки на специјалистите. Тоа е навистина еден благодет за секој еден доктор, посебно за специјалист, бидејќи навистина никој од нас не може да си овозможи 1 месец или 3 месеци да представува во реномиран центар во странство, да се стекне со нова дејност и истата тука да имплементира, тоа навистина допринесе за да се развиваме повеќе во дејностите, набавката на опрема. И секако морам да нагласам, навистина беше тешко на почетокот, меѓутоа со мој термин и со следењето на пациентите на примарно, секундарно и терцијерно ниво, се намали метежот во ходниците, се намали онаа нервоза и чекање и сите во исто време да сакаат да завршат, а ние според статистиката, бидејќи сега знаете како секој може да креира свое мислење, меѓутоа фактите и бројките и аргументите си го кажуваат своето. Радио Слободна Македонија. Здрав начин на живот, лекување од одредени заболувања и превенција во емисијата Здравје на Радио Слободна Македонија. Во понеделник и петок. Вклучете се на 3131 332 или поставете прашање на мејл адресата zdravje@rsma.mk. Не пропуштајте. Контактна емисија Здравје на Радио Слободна Македонија. Почитувани, ја слушате емисијата Здравје на Радио Слободна Македонија. Јас сум Александар Динев, а денешен мој соговорник е доктор Татјана Баевска-Вучковиќ, директор на Здравствен дом Скопје. Токму из ова јавна здравствена установа зборуваме во денешното издание на Здравје. Доктор Баевска-Вучковиќ, стигнавме до закажувањето и обработката на пациентите. Како функционира мој термин во установите во склоп на Здравствен дом Скопје? Можам да кажам дека одлично функционира и со сигурност, бидејќи статистиката и бројките кои што се аргументи си го кажуваат своето. Секоја новина е тешка додека се имплементира, посебно во нашата установа, бидејќи во вкупно 11 објекти е имплементиран мој термин. Бројките покажуваат дека од сите пациенти од матичен доктор кои што се упатени на секундарно ниво, 90% се комплетно обработени. Значи тоа значи имаат диагноза, имаат терапија, контроли и следење од страна на специјалистите на Здравствен дом Скопје, а само 10% се упатени на повисоко ниво, од кои 3% се за закажани интервенции или за некои инвазивни исследувања. Со електронскиот систем и со електронските извештаи, навистина статистиката е прегледна и достапна на секого, така да бројките си го кажуваат своето. Секоја година бележиме порас, значи на бројот на услуги кои што ги даваме и граѓани кои што пристапиле до нашите служби, бидејќи како што напоменав, со обуките на докторите, со новата опрема, со новите кабинети ги доближуваме услугите. Еве една компарација, во 2011 година сме имале 380.992 пациенти на секундарно ниво, а 2014 година сме ја завршиле со 452.421. А во однос на навистина зголемен број. Да, во однос на 2015 за првите 2 квартали имаме 35.000 повеќе прегледи во однос на 2014, а 7.000 пациенти се помалку упатени на повисоко ниво.
Значи Задоволни ли се пациентите? Што покажуваат анкетите? да, знаете како, кога имате една стратегија на планирање, на изготвување на акцијски план, на превземање на активности и реализација, на крај повратниот одговор кој што е секогаш е најдобар, значи од оние кои што ја добиваат таа услуга, тоа се нашите корисници на услуги. Последната анкета која што е направена, навистина бројките се многу задоволувачки, секогаш може и подобро и повеќе, нели, и се стремиме кон тоа, меѓутоа бројка да од над 80% од испитаните пациенти се задоволни од услугата на докторот и на медицинската сестра, или 98,6% се задоволни од љубезноста на лекарите, 81% се задоволни од работата на шалтерските работници, која што навистина е тешка работа. Високи 97% се задоволни од љубезноста на персоналот, бидејќи веќе 3 години ни функционира правилникот имплементиран за хоспитална култура, каде што навистина работиме во односот на давателите на услуги со примателите на услуги, бидејќи верувајте, во одреден период сите ние сме пациенти и секој кој што доаѓа има некоја мака зашто доаѓа. Тоа не значи дека треба да се злоупотребува белиот мантил. Ќе се јавиме на лекар, така. Да. А во однос на мој термин, значи податоците исто се многу високи. 60% се задоволни од системот, 62% го почитуваат закажаното време, а она што е најважното, како ние што сме даватели на услуги, дека 100% од испитаните пациенти се задоволни и одговориле дека не им се случило да дојдат на преглед, истиот да не се реализира, а претходно да не бидат благовремено известени. Навистина добри резултати, добра анкета. Да, како што кажав, секогаш може и повеќе и подобро. Токму во таа насока за 2015 година набавивме навистина една солидна и задоволително вредна медицинска опрема, која што заедно со обуките на докторите, кои што вкупно 31 доктор беа на обуки во странство, а 63 вработени, бидејќи тоа е тимска работа, потребен и средниот кадар да иде на обука. Значи набавен е апарат за компјутерска томографија, доплер ехокардиограф, доплер за периферна циркулација, синоптофор кој што се користи за страбизам, електрокаутер, ЕМГ и шоквейв во однос на делот на третман, и со сите овие апаратури кои што ги наброја, фактички Здравствен дом Скопје ќе почне со давање на нови дејности кои што досега воопшто не биле како дејност во Здравствен дом Скопје. Така еве конкретно што може да очекуваат пациентите, значи какви здравствени услуги нови да добијат во објектите на Здравствен дом во блиски? Точно така, значи со овие апарати со кои што ќе се даваат овие нови здравствени дејности, значи ќе се намали времето на чекање за овие услуги во останатите институции, ќе се доближат значи овие дејности до граѓаните. Синоптофорот е апарат кој што се користи значи за страбизам. 10 години кабинетот за страбизам е затворен. Сега повторно ќе почне да работи, значи ја доближуваме таа услуга повторно преку нашата установа. Фактички сето она како што го кажавме и во текот на целиот овој разговор, следењето на потребите, на она што највеќе нашите специјалисти праќаат на повисоко ниво, едноставно тука го правиме таргетот за овие дејности да можат нашите специјалисти да ги даваат овие услуги. Така, се надеваме дека до наредното ведување или гостување во Здравје само 5% ќе ги препраќате пациентите на клиника. Па сега знаете како, навистина се трудиме, како менаџер на установата и како доктор, пред се ми е многу драго што има задоволство и кај колегите, како што кажав, се отворија портите, вратите на едукација и на усовршување, кое што многу значи за медицинските лица. Едноставно се трудиме и понатака, благодарно значи до сите, бидејќи тоа е одраз на една тимска работа, на како функционира институцијата, а пред се значи тоа го чувствуваат нашите корисници. Ви посакувам многу успех и успешна реализација на зацртаните планови и ви благодарам што бевте дел од ова издание на Здравје на Радио Слободна Македонија. Благодарам вас на поканата. Почитувани, тука е крајот на денешното издание на Здравје во продукција на Трговско радиодифузно друштво Радио Слободна Македонија. Уредник и водител на емисијата Александар Динев, техничка реализација Дине Вучков. Денеска сме 13 ноември 2015 година. Ви благодарам за вниманието со кое не следевте. Ви закажувам повторна средба со Здравје во понеделник во 9 часот и 5 минути. Од мене до слушање и пријатен викенд.
Здрав начин на живот, лекување од одредени заболувања и превенција во емисијата Здравје на Радио Слободна Македонија. Во понеделник и петок. Вклучете се на 3131 332 или поставете прашање на мејл адресата zdravje@rsma.mk. Не пропуштајте. Контактна емисија Здравје на Радио Слободна Македонија.